членови на Државната комисија за спречување на корупција, представници на медиумите и сите присутни, ја отварам 16-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Констатирам дека на седницата се присутни сите членови, што значи дека комисијата може полноважно да расправа и да одлучува. Уште еднаш благодарност до сите вас за ангажманот и посветеноста и посакувам успешна работа денес. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1, предлог записник од 15-тата седница на ДКСК, одржана на ден 21.2.2025 година. Точка број 2, предлог годишен извештај за работа на ДКСК за 2024 година. Точка број 3, годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година за период од 1.1.2024 до 31.12.2024 година. Точка број 4, постапување по конкретни предмети и точка број 5, прашања и предлози. Ова е предлог дневен ред за денешната седница. Дали некој од членовите има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? Доколку има да се јави. Доколку нема, констатирам, односно го ставам предложениот дневен ред на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека дневниот ред е усвоен со предложените точки. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, усвојување на записникот од 15-тата седница на Државната комисија за спречување на корупција, одржана на ден 28 јануари 2025 година. Текстот на предлог записникот ви беше поделен, доставен на разгледување од ваша страна. Дали има некој забелешки во однос на предлог записникот да се јави за збор? Доколку нема, предлог записникот од 15-тата седница на ДКСК го ставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека е донесен записникот од 15-тата седница на ДКСК со 7 гласа. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2024 година. Согласно член 19, став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија за спречување на корупција за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година. Годишниот извештај го доставува и до председателот на државата, до владата и до средствата за јавно информирање. Пред да ја ставам како точка на загласање, односно за донесување на годишниот извештај за работа на ДКСК, би сакала накратко да реферирам резиме во однос на тоа што направивме и што постигнавме во претходната 2024 година. Изготвувањето и објавувањето на овој извештај е секако дел од нашата законска обврска, но воедно и можност да го презентираме напредокот во зајакнување на антикорупцијските механизми и унапредување на институционалната одговорност. Во текот на 2024 година Државната комисија за спречување на корупција спроведе бројни активности за унапредување на механизмите за спречување на корупција и судирни интереси. Она што би сакала да го истакнам како клучни резултати од нашето постапување во 2024 година е следново. Беа донесени 742 одлуки,
451 предмет беше обработен, кој се однесуваше на предмети поврзани со корупција на судирни интереси, вклучувајќи пријави од граѓани, институции и предмети оформени по сопствена иницијатива. Од овие 451 предмет, 27 предмети беа проследени кон надлежни органи за понатамошна постапка. Понатаму донесовме по истите 20 одлуки со конкретни мерки и препораки за унапредување на антикорупцијските механизми и дадовме 70 мислења по доставени барања за утврдување на потенцијален судир на интерес. Понатаму Државната комисија иницираше измени на Законот за спречување на корупција и судирни интереси со цел зајакнување на постојните антикорупцијски механизми и спречување на злоупотреба на јавните ресурси. Овие измени опфатија подобрување на процедурите за пријавување на имотна состојба, зголемување на надлежностите на ДКСК и заострување на санкциите за прекршување на одредбите од Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Понатаму ја интензивиравме соработката со меѓународните организации, вклучувајќи ги Европската унија, ОПСЕ, USAID и други релевантни институции. Оваа соработка резултираше со размена на добри практики, учество на меѓународни конференции и зајакнување на капацитетите на ДКСК. Со цел унапредување на етичките стандарди, доброто управување и промовирање на системот на интегритет, Државната комисија организираше обуки работилници за градоначалниците на општините, како и за лицата на клучни позиции во институциите од централната власт. Беше организирана работилница за дискрециони областувања и начини на кои може да се управува со нив. Преку овие активности беше подобрена свесноста за спречување на судирот на интереси и коруптивните практики. Во делот на проверка на имотната состојба донесовме 231 одлука, која надлежност произлегува за евидентирање и следење на имотната состојба и интересите. Понатаму извршивме 44 проверки за имотна состојба на избрани именувани функционери согласно законската регулатива. Превземавме 108 прекршочни санкции за непочитување на законските обврски. По овој основ во буџетот на Република Северна Македонија беа наплатени глоби во износ од 870.000 денари. Донесовме 41 решение за изречена прекршочна санкција, глоба во износ некаде околу 12.500 евра. Беа издадени 65 прекршочни платни налози за повреда на обврските од член 82 и член 85 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Обработивме 65 предмети поврзани со злоупотреба на јавни функции во нашиот инспекцијски надзор за време на изборниот период и во 11 случаи беа доставени иницијативи до надлежни органи за понатамошна постапка. Понатаму извршивме проценка на ризиците во правосудството, односно во соработка со ОПСЕ, комисијата спроведе детална проценка на ризици во правосудниот систем, при што беа детектирани значајни слабости, предложени мерки за нивно надминување. Извештајот вклучуваше и препораки за подобрување на системот на доделување предмети, спречување на влијание врз судските одлуки, зајакнување на независноста на судиите и обвинителите. Во 2024 година извршивме проверка, антикорупцијска проверка на 21 законско решение и подзаконски акти, при што беа идентификувани ризици од корупција и предложени беа конкретни измени за нивно елиминирање. Понатаму, како дел од процесот на билатералниот скрининг со Европската унија, како комисија активно завземавме учество во сите сесии поврзани со антикорупцијските политики, презентирајќи ги стратегиите и механизмите за спречување на корупцијата во земјата. Понатаму продолживме и со активности за едукација на младите преку соработка со USAID и IFES. Во 2024 година беа одржани обуки за
ученици од основни и средни училишта. Преку овој стратешки пристап, професионализам и континуирана соработка, Државната комисија останува посветена на градење на ефикасен, транспарентен и одговорен јавен сектор. Остварените резултати во 2024 година ја потврдуваат нашата посветеност, односно посветеноста на институцијата во борбата против корупција и создавање на праведно и транспарентно општество. И понатаму ќе продолжиме да работиме на унапредување на антикорупцијските механизми и зајакнување на владење на правото во државата. Ова беше едно кратко резиме во однос на постигнатите клучни резултати од работењето во 2024 година. Дали некој од вас, колеги, бара збор во однос на годишниот извештај за работа на ДКСК, кој на сите беше доставен на разгледување, односно заеднички го изготвивме со поддршка на вработените од секретаријатот. Доколку има некој збор, нека повели. Доколку нема, го ставам годишниот извештај за работа на ДКСК за 2024 година на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека ДКСК едногласно го усвои годишниот извештај за работа на комисијата за 2024 година. Годишниот извештај да се достави до собранието, до председателот и до владата и ќе се објави на веб страната на ДКСК и секако ќе бидат известени сите средства за јавно информирање за објавениот извештај на нашата официјална веб страна. Продолжуваме на третата точка од дневниот ред. Тоа е годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година, која го опфати периодот за известување од 1.1.2024 до 31.12.2024 година. Согласно член 18 став 6 од нашиот закон, Државната комисија го следи спроведувањето на мерките од националната стратегија и подготвува годишни извештаи и завршен извештај за спроведување на националната стратегија. Овие извештаи исто така се доставуваат до собранието најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година. Исто така, не помалку значаен и овој извештај, би сакала и да споделам и кратко резиме во однос на состојбата со постапувањето од страна на надлежните институции по препораките утврдени во истата. Во текот на изминатата година, реализацијата на мерките и активностите предвидени во националната стратегија покажаа напредок во одредени области, но истовремено и се соочивме со сериозни предизвици кои бараат дополнителни ангажмани и подобрување. Иако беа спроведени одредени иницијативи за јакнење на институционалниот капацитет, подобрување на транспарентност и зголемување на јавната свест за ризици од корупција, се уште постојат значителни слабости во имплементацијата и мониторингот на предвидените активности. Согласно податоците од годишниот мониторинг, од вкупно 154 активности за 2024 година, само 18% се целосно реализирани, 32% се во процес на реализација, додека 50% од активностите остануваат нереализирани. Овие податоци покажуваат дека е потребно посилно ангажирање на сите засегнати страни и институции и подобрување на координацијата помеѓу државните органи, граѓанскиот сектор, медиумите и меѓународните партнери. Една од клучните позитивни аспекти во реализацијата на стратегијата е она што ги покажа анализата, зголемената свест за важноста на институционалната отчетност, како и активната улога на ДКСК во унапредување на системите за превенција и санкционирање на коруптивните практики. Меѓутоа, сепак поради ограничени финансиски ресурси,
недоволна политичка поддршка и административни пречки остануваат главните фактори кои успоруваат имплементацијата на стратегијата. Како клучни предизвици и понатаму остануваат недостаток на политичка волја и институционална посветеност, ограничени човечки и финансиски ресурси, недоволна транспарентност и отчетност, слаба меѓуинституционална координација, неисполнување на обврските од страна на раководните лица на институциите. Извршивме анализа на сите активности и мерки кои беа превземени. После секој детектиран проблем од неисполнување на активностите, како Државна комисија дадовме заклучок во извештајот и исто така, имајќи во предвид нашата превентивна улога, после секој заклучок дадовме и препораки за нивно надминување. Како генерални препораки се однесуваат на засилување на институционалната координација, обезбедување на финансиски и кадровски ресурси, зголемување на транспарентноста и отчетноста, поддршка на реформите во правниот систем, поттикнување на активна улога на граѓаните и унапредување од страна на граѓанските организации, понатаму активно вклучување во подготовка на новата национална стратегија, која ќе го опфати периодот 2026-2030, зголемување на меѓународна поддршка, понатаму препораки за засилена одговорност и отчетност на раководните лица, проактивна парламентарна надзорна функција, зајакнување на институционалните капацитети на институциите и за воспоставување на задолжителни механизми за следење и санкционирање. Со имплементација на овие препораки ќе обезбедиме секако и целосна имплементација на стратегијата и неопходно е зголемено ниво на одговорност, посветеност и проактивност со страна на сите засегнати страни, Собранието, владата, ние како комисија и останатите институции мора да работиме координирано, со јасно дефинирани одговорности и механизми за санкционирање во случај на нефункционалност. И понатаму ќе кажам дека остануваме посветени на следење, анализа и унапредување на антикорупцијските механизми во државата. Ова беше кратко реферирање во однос на сите предизвици со кои се соочивме при изготвување и анализа на податоците за овој извештаен период, како и на препораките кои како комисија ги даваме во овој извештај, за кој што е потребно и спроведување од страна на сите раководни лица на органите задолжени за нивно спроведување. Доколку некој сака дополнително да се вклучи во дискусија во однос на овој годишен извештај, ви давам збор. Доколку нема, предлог годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за периодот 2024 година го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека Државната комисија едногласно го усвои годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупција и студирни интереси 2021-2025 година за периодот 1.1.2024 до 31.2024 година. Истиот ќе се достави до Собранието и ќе биде објавен на нашата веб страна и секако ќе бидат известени сите средства за јавно информирање. Уште еднаш по однос на овие две точки, сакам да упатам голема благодарност за ангажманот и посветеноста како на членовите од комисијата, исто и на сите вработени во секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупција. Сега преминуваме на четвртата точка од дневниот ред, постапување по конкретни предмети, како и досега, редот на реферирање на предметите ќе биде по принцип на ротација според редоследот на презимето на членовите. Почнуваме со членот Зоран Богоевски. Повелете. Благодарам. Предмет број 08-1990 од 2024 година.
Истиот е оформен по собствена иницијатива, од причини што Државната комисија по извршениот увид во својата евиденција констатирала дека лице, поранешен пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, по престанот на функцијата нема поднесена изјава за имотно состојби и интереси до ДКСК. На колегиум одржан на ден 19.7.2024 година, Комисијата донесе заклучок да иницира прекршачна постапка против именуваното лице за сторен прекршок по член 82 став 3 од Законот за спречување на корупција и сувирет на интереси, а казнив по член 109 од истиот закон. ДКСК на лицето му издаде прекршачен платен налог на 17.9.2024 година, пошто беше отпочната и постапка за порамнување. Со оглед на тоа што постапката за порамнување не беше успешна, ДКСК поднесе барање за поведување на прекршачна постапка до Прекршачната комисија на ДКСК. Прекршачната комисија има донесено решение број 14.3112/4 од 26.2.2025 година, со кое сторителот го има прогласено за одговорен, пошто ДКСК констатира дека понатаму нема елементи за постапување, поради што предлагам постапката по овој предмет да се затвора, истиот да се архивира и објави на веб страницата на комисијата. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно со 7 гласа. Серве Демири, повелете. Благодарам. Денес сега ќе почнем да реферирам предметот од областа на имотна. Постапка по предмет 081320 од 2020 година. Предмет оформен по годишен план за следење на имотна состојба за 2020 година. За следење на имотна состојба интереси со кои беше планирано да се изврши проверка на вистинитоста на податоците од анкетните листови на 11 поранешни јавни обвинители по јавно обвинителство за гонење кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржина на незаконско следење на комуникациите. Согласно овој план беше оформен предметот за проверка на податоците од анкетни лист за поранешен јавно обвинител. ДКСК со цел утврдување на фактичка состојба по конкретен случај прибави податоци за имотот на поранешен обвинител од сите институции релевантни. Согласно постапката, значи и законот, Државната комисија за спрејање на корупција до прекршачна комисија при ДКСК поднесе барање за поведување на прекршачна постапка. Прекршачната постапка донесе решение дека лицето поранешен обвинител се ослободува од одговорноста. Поради наведеното, ДКСК констатира дека нема елементи за нејзино натамошно постапување по конкретен случај. Предлагам да се запира постапката. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега наред сум јас. Предмет со број 09-2499/1 од 14.11.2024 година е оформен врз основа на пријава од познат подносител во која се изнесуваат наводи за постоење на состојба на судирни интереси кај две службени лица, судии во суд, односно според пријавителот службените лица после изборот за вршење на функцијата судија и понатаму продолжиле со активности на правниот факултет Свети Кирил Методи во Скопје, како дел од магистерски и докторски студии за кои се добивало надоместок. Заради утврдување на фактичката состојба и проверка на наводите во пријавата, се обративме до наведените службени лица судии и професори на правниот факултет, се обративме до председателот на судот и до деканот на факултетот, при што во законски утврдениот рок ја обезбедивме целокупната потребна документација. Имајќи во
предвид целата документација и спроведената анализа од наша страна, констатиравме дека фактичката состојба наведена во пријавата се потврдува, односно службените лица кои се судии во суд вршат наставно образовни активности на сите 3 циклуси на правниот факултет врз основа на донесена одлука од наставно-научниот совет на факултетот. Истовремено истакнувам дека нивниот работен однос на факултетот е ставен во мирување согласно со закон, а активностите кои ги вршат се во согласност од член 174 став 8 и 9 од Законот за високото образование. Државната комисија утврди дека таквата фактичка состојба не е противна на член 44 став 1 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, ниту на член 111 од Уставот на Република Северна Македонија. Забраната утврдена во член 111 од Уставот се однесува на неспојивост со вршење на друга јавна функција или професија, а во конкретниот случај не се работи за таков вид на активност кој би представувал повреда на оваа уставна одредба. Имено, службените лица вршат една јавна функција суди, додека активностите од областа на високото образование кои ги реализираат не се поврзани со заснување на нов работен однос. Од тука, Државната комисија нема надлежност за постапување, понатамошно постапување и предлагам постапката по овој предмет да се запре, предметот да се архивира и да се објави одлуката на веб страна. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката едногласно е донесена. Сега наред е членот Билјана Каракашова Шулев, повелете. Благодарам. Предмет број 12, 2402 од 2024 година. Се извинува. Предметот е оформен врз основа на поднесена пријава во која што се изнесуваат наводи за сомневање за пропусти при следење на присуство на работно место и на основа на исплата на плата на вработени во подружница на АДСМ. Според наведеното во пријавата, одговорните лица во подружницата наводно сториле злоупотреба на службената положба, бидејќи допуштиле платата на посочени лица вработени во подружницата да им биде исплатувана во целост, иако знаеле дека тие воопшто не доаѓаат на работа или дека се присутни само краток период при што не изрекле никаква дисциплинска мерка. Со цел утврдување на фактичката состојба по пријавениот случај, доставивме барање за вршење на инспекцијски надзор до Државниот инспекторат за труд, кој што одговори во законски предвидениот рок и не извести дека истиот веќе постапувал по идентична пријава која што е доставена до Државната комисија и во месец септември 2024 година извршил во инспекцијски надзор во повеќе подружници на АДСМ, за што биле составени 3 посебни записници од извршениот инспекцијски надзор. Констатираните состојби се однесуваат за двајца вработени. При тоа, при едниот од надзорите се констатира дека во издадените работни налози не биле наведени работното место и работните задачи кои работникот бил должен да ги извршува, поради што при надзорот не можело да се утврди дали истите биле во рамки и согласно степенот и видот на стручната подготовка, при што инспекторот констатирал дека работодавачот ги прекршил одредбите од членот 30 од Законот за работни односи и од членот 17 од колективниот договор при институцијата. Исто така, утврдено е дека на еден од вработените редовно во текот на целиот работен однос му била исплатувана плата во договорениот износ, иако за 5 месеци од 2024 година од страна на работодавачот не била доставена евиденција за работното време, односно не бил приложен доказ пред инспекторот дека работникот доаѓал на работа или доказ дека извршувал
работни задачи, при што инспекторот констатирал дека работодавачот постапил спротивно на член 3 став 2 од Законот за минималната плата. Имајќи ги предвид вака констатираните состојби, инспекторот го известил надлежното јавно обвинителство, од каде што ни е доставен одговор дека постапувањето по доставениот записник е во тек. Имајќи предвид дека крајна мерка која што може Државната комисија да ја достави иницијатива до обвинителството, а во овој случај инспекторатот веќе го известил обвинителството и се води постапка, предлагам постапувањето пред Државната комисија да се запре, имајќи предвид дека е остварен ефектот од нашето постапување. Благодарам, Илјана. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Цвета Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет број 12/2793 од 2024 година. Пријавата е поднесена од познат подносител, во која се изнесени наводи за сомневање на незаконитости при ангажирање на надворешни соработници за вршење на активности за потребите на Министерството за образование. Во наводите од доставената представка е посочено дека лице кој има сериозни кривични обвинувања, со лице кој има сериозни кривични обвинувања, министерот за образование има склучено договори за работа, како една представка, и како втор дел од наводите е посочено дека иако ваквата состојба веќе била пријавена во ДКСК, дека ДКСК по истата нема постапено. И тоа во однос на соработка со истото лице со општина во Скопје. Во однос на договорите на наведеното пријавено лице за неговите односи со градоначалникот општина, ДКСК има постапено и има донесена одлука во текот на 2024, односно ја има донесена одлуката со број 5125, а додека во однос на тоа дека со истото лице продолжува соработката со министерот за образование, доставивме барање до Министерството за доставување на сите склучени договори со наведеното лице како надворешен соработник за наведениот период, односно 2024 и 2025 година, при што побаравме извештај за реализација на договорните обврски, целокупна финансиска документација за исплата доколку има склучено вакви договори, како и доказ за потребата од негово ангажирање, како и друга документација со која би се констатирала фактичката состојба околу неговиот ангажман. Од страна на Министерството добивме одговор на доставеното барање, во кое министерот тврди дека со наведеното лице нема склучено никакви договори, истиот не е ангажиран како надворешен соработник за потребите на Министерството. Поради наведеното, предметот се запира, бидејќи ДКСК нема понатаму надлежност за постапување по истиот. Предметот да се архивира и да се објави на веб страна на ДКСК. Благодарам, Цвета. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Софија Спасова Медарска, повелете. Благодарам. Предмет број 12/621 од 2025 година. Предметот е оформен по пријава од познат подносител, поднесена преку полномошникот редот на адвокатите, и содржи наводи со сомневање за злоупотреба на службената положба и овластување, така што службеното лице за себе прибавило имотна корист. Кон пријавата се доставени и прилози.
Во пријавата се изнесени наводи дека пријавителот во својство на тужител до надлежниот основен суд поднел тужба за утврдување на дискриминација и надомесна штета против јавната установа како првотужен и против сега пријавеното лице како второтужено. Се наведува дека пријавената била тужена како физичко лице, не како овластено лице на јавната установа и дека пријавителот го загубил судскиот спор, а тужбеното барање му било одбиено како неосновано и бил задолжен на двајцата тужени да им ги надомести трошоците на постапката. Понатаму пријавителот наведува дека по завршување на судскиот спор и присилната наплата на трошоците дознал дека пријавената, иако била тужена како физичко лице во рамки на судскиот процес, заради што требало половина од адвокатските трошоци да ги плати лично таа како физичко лице, а другата половина од адвокатските трошоци да ги плати јавната установа, дека таа во својство на службено лице, веде директор на наведената установа, дала налог целиот износ на име адвокатски трошоци за адвокатот која застапувал и неа и правното лице да се плати од сметката на правното лице, односно на јавната установа. И тоа од несоодветна буџетска ставка и подносителот поради тоа смета дека со ова действие таа како службено лице ја злоупотребила службената положба и за себе прибавила корист во висина на износот кој требало да го плати како физичко лице од своја сметка како тужена, а дека со тоа на правното лице на јавната установа и нанела штета. Се бара од ДКСК да го приспита случајот согласно со нејзините надлежности. Државната комисија по разгледување на пријавата и прилозите, меѓу кои беа и пресудата на Основниот суд и пресуда на Апелациониот суд Скопје и налог за извршување врз плата и други парични побарувања, констатира дека наводите од пријавата не се потврдуваат и не произлезе дека постои незаконито постапување на службеното лице на штета на јавната установа каде што ја извршува службената должност. Имено, видно од пресудите на првостепениот и второстепениот суд, е дека пријавителот, поради тоа што го загубил спорот, бил задолжен да им плати на двајцата тужени парнични трошоци во вкупен износ од 118.390 денари. Од налогот за извршување од надлежен извршител е видно дека доверителите, значи овде е пријавената службено лице и јавната установа, поднеле барање за извршување врз основа на извршната исправа, двете пресуди на Основниот суд и на Повисокиот суд, против овде пријавителот како должник за износот на досудените трошоци на постапката. И видно од налогот е дека била определена забрана на дел од платата на должникот за наплата на паричното побарување на име трошоци, вклучувајќи ги и трошоците на извршувањето, и му се наложува на неговиот работодавец забранетиот износ од платата на должникот да го исплатува на доверителот на јавната установа. Од тука произлегува дека прво воопшто нема исплата од сметката на јавната установа, туку во корист на сметката на јавната установа, и тоа за вкупниот износ на досудени трошоци на постапката за двајцата тужени според налогот за извршување треба да биде уплатен на сметката на јавната установа. Од наведеното произлегува дека наводите од пријавата не се потврдуваат и не се констатирани повреди на законот. Предлагам постапката по предметот да се запре. Благодарам, Софија. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Зоран да се вклучи. Против нема. Констатирам дека одлуката со 7 гласа е донесена. Сега наред е членот Бесник Джемаили, повелете. Благодарам, председателке. Фандерит. Предмет број 12, цртичка 2565, извинете, од 39.2024 година. Од страна на познат подносител, доставена е пријава против председател на одреден основен суд, во кој се изнесени наводи со сомневање за злоупотреба на службената положба. Во пријавата е наведено дека посоченото лице во својство на председател на основен суд ги пречекориле границите на своите службени овластувања и сторени злоупотреби спротивно на законските прописи при вработување, појавен оглас на 2024 година и избор на кандидат кој не ги исполнува условите, односно го нема потребено работното искуство.
Дополнително наведено е дека предметната пријава е доставено на надлежно постапување и до друг надлежен орган. Во насока на утврдување на фактичката состојба по предметот, Државната комисија за спречување на корупција достави барање до основниот суд за прибирање на податоци и информации дали до истиот е поднесена пријава со исти или слични наводи, доколку има, дали е отворен предмет и во која фаза се наоѓа постапувањето. Во доставниот одговор е наведено дека истиот има отворен предмет, заведен кој тековно постапува по истиот. Дополнително известено дека за исходот од своето постапување по поднесување на одлуката или друг акт од надлежниот на посочениот орган, ДКСК ќе биде известена. Од сето погоре наведено, ДКСК утврди дека согласно одредбите на Закон за спречување на корупција и судир на интереси нема елементи за натамошно постапување, од причина што за предметниот случај постапува друг надлежен орган и поради тоа предлагам предметот да се запире и сиот да се затвори архивија. Благодарам, Бисник. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Зоран Богоевски, повелете. Благодарам. Предмет број 08-4109 од 2021 година. Отворен врз основа на заклучок на колегиум на Државната комисија за спречување на корупција, откако по проверка во службените весници и во својата евиденција ДКСК има констатирано дека именувано лице во законски предвидениот рок по именување нема поднесено анкетен лист до комисијата. Од наведеното произлегло дека лицето сторило прекршок по член 82 став 1 од Закон за спречување на корупција и судир на интереси, а казнив по член 109 од истиот закон. ДКСК во 2023 година, 3 месец, му има издадено прекршечен платен налог на лицето, по кој налог од страна на лицето не е постапено, поради што ДКСК има поднесено барање за поведување на прекршечна постапка против лицето за сторен прекршок по член 82 став 1 од Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, казнив по член 109 од истиот закон. По поднесеното барање, прекршочната комисија со решение број 14-1757 од 10.2024 година, сторителот го има огласено за одговорен, му има изречена прекршечна санкција опомена, поради што понатаму ДКСК нема надлежност за постапување. Заради наведеното, предлагам постапката по предметот број 08-4109 од 2021 година да се запре, предметот да се затвори и архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега наред е членот Сервет Демири, повелете. Благодарам. Предмет број 08-2002 од 2024 година е оформен по собствена иницијатива од причини што Државната комисија за спречување на корупцијата по извршениот увид во својата евиденција констатира дека лицето во законски предвиден рок по престанок на функцијата пратеник по Собранието на Република Северна Македонија не поднел изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија за спречување на корупцијата. Поради тоа ДКСК на лицето издаде прекршечен платен налог за сторен прекршок по член 82 став 3 од Закона за спречување на корупцијата и судир на интереси, казнив по член 109 од истиот закон. Исто така прекршечната комисија донесе решение за кое со кое го сторител го излезе за одговорен и му изрекол прекршечна санкција глоба. Поради наведеното, ДКС констатира дека повеќе нема елементи за нејзино понатамошно постапување во околен случај. Поради наведено, предлагам да се запира постапката, бидејќи веќе изречена прекршечна санкција глоба. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за?
Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега наред сум јас. Од страна на познат подносител, на ден 30.4.2024 година, поднесена е пријава со наводи за сомневање за незаконско постапување при спроведување на постапка за јавна набавка на два договорни органи, Казнено-поправен дом и Државен студентски дом, врз основа на што е оформен предмет со број 12-1541/1 од 30.4.2024 година. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи за претходно договарање, ограничување на конкуренција и возможување на конкурентска предност при спроведување на постапките за јавна набавка кај двата договорни органи. Во пријавата подносителот има укажано дека карактеристиките на стоките наведени во техничката спецификација ограничуваат понудата на само еден економски оператор и дека условите кои понудувачите требало да ги исполнат согласно тендерската документација не биле поврзани со производството на стоки што се набавуваат, а се користат заради ограничување на конкуренција. Со цел проверка на наводите и утврдување на фактичка состојба во пријавениот случај, доставивме барање за доставување податоци и информации до јавното обвинителство за гонење организиран криминал, до корупцијата за заштита на конкуренција и до договорните органи. Во законски утврдениот рок беше обезбедена целокупната документација, врз основа на кој утврдивме дека наведените постапки кои се посочени во претставката и за двата договорни органи се поништени, последователно биле спроведени нови постапки во кои условите за кои подносителот на пријава има изразено сомневање дека ограничуваат конкуренцијата повеќе не се содржани во истите. Поради ова, Државната комисија оцени дека тоа упатува на промена на околности на кои се однесуваат наводите за сомневање изнесени во поднесената пријава, поради што не постојат услови за превземање на понатамошни постапки. Врз основа на ова, предлагам постапката по овој предмет да се запре, предметот да се затвори и да се архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега наред е членот Билјана Каракашова Шулев. Повелете. Благодарам. Предмет број, основниот број е 08-5200 од 2022 година. Ако на овој предмет е споени предмет број 08-1319 од 2020 година, односно за истите се постапуваше и документацијата е разгледана во правичниот број кој што го посочив од 2022 година. Хронолошки, први неотворен предметот 08-1319 од 2020 година врз основа на годишниот план за следење на имотната состојба за 2020 година, во кој било планирано да се изврши проверка на вистинитоста на податоците од анкетните листови на поранешни јавни обвинители во јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и во овој предмет е извршена проверка на имотната состојба на еден од поранешните јавни обвинители. Другиот предмет, број 08-5200 од 2022 година, е оформен по сопствена иницијатива на Државната комисија, односно со заклучок да се да се изврши проверка на имотната состојба на лице судија во управен суд, при што, имајќи предвид дека овие две лица, согласно изјавите за имотна состојба, живеат во заедничко домаќинство и документацијата која што е прибрана од надлежните институции е релевантна и за двата предмети, беа разгледувани и ќе предложам одлука да се донесе во единствен предмет. Имено, како што постапуваме во вакви предмети, побарано е од лицата да достават податоци за себе и за лицата со кои што живеат во заедничко домаќинство. Врз основа на тие податоци, со цел утврдување на фактичката состојба, прибавивме податоци од Агенцијата за катастар на недвижности, Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Централниот депозитар за хартија од вредност, Централниот регистар, како и финансиските институции во државата.
Од направената анализа во 2020 година, Државната комисија издала прекршочен налог во однос на додатоци на еден од јавните обвинители кои што биле предмет на постапување, меѓутоа на 24.8.2021 година прекршочната комисија донела решение со кој што се ослободува од одговорност. Во однос на податоците кои што се добиени од останатите институции и податоците кои што лицата ги имаат пријавено, при проверката извршена од наша страна, утврдено е дека нема разлика, поради што сметам дека нема елементи за натамошно постапување и предлагам постапката во предметот да се запре. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Цвета Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет број 12-24-21 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава поднесена од непознат подносител, во која се содржани наводи за сомнежи за незаконско распишување на конкурс и реизбор на наставници на Државен универзитет во државава. Имено посочено е дека по распишаниот конкурс бил извршен реизбор на наставници на повеќе факултети во делот на повеќе наставно-научни дисциплини, иако бројот на запишани студенти не кореспондира со бројот на избраните, односно реизбраните наставници на наведениот универзитет, при што без правен основ и злоупотреба на државниот буџет, истите продолжиле со вака ангажираните обврски како наставен кадар. Согласно доставената пријава, ДКСК достави барање до Државниот просветен инспекторат да изврши вонреден инспекцијски надзор и да ја утврди фактичката состојба. Доставен е записник број 09/2/110, како и известување по истиот, во кој што е наведено дека изборот и реизборот на наставниот кадар по распишаниот оглас е извршен врз основа на донесени одлуки од страна на наставно-научните совети на поединичните факултети во рамки на институтот и не се констатирани повреди на Законот за високо образование во процесот на нивниот избор, односно реизбор на наставниот кадар. Согласно наведеното, ДКСК оцени дека нема елементи за понатамошно постапување, постапката да се запре, одлуката да се објави на веб страната на ДКСК. Благодарам, Цвета. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Софија Спасова Медарска, повелете. Предмет број 12-2822 од 2024 година. Предметот е оформен по пријава поднесена до Државната комисија од страна на непознат подносител со наводи за постоење на злоупотреба на службена положба кај службено лице, судија на Уставниот суд на Република Северна Македонија. Во пријавата се наведува дека службеното лице по изборот за вршење на функцијата судија било работно ангажирано на проект за изработка на коментари на Законот за заштита на потрошувачите од страна на Министерството за економија и труд, и кон пријавата се доставени прилози за наведениот ангажман. По разгледување на пријавата, Државната комисија констатира дека состојба при која службено лице судија за време на вршењето на функција учествува во научни проекти или остварува приходи од авторски права не е во спротивност со членот 44 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, ниту пак е спротивна на членот 111 од Уставот на Република Северна Македонија. Во конкретниот случај, службеното лице врши само една функција,
студија на Уставниот суд, а учество на проект во рамки на кој треба да изработи научен коментар водич за практична примена на закон, е дозволена активност по закон и не представува вршење на друга јавна функција или професија, ниту пак е поврзано со заснување на работен однос. Поради тоа, Државната комисија не најде никакви повреди ниту на одредбите од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, ниту на Уставот на Република Северна Македонија и предлагам поради тоа да се запре постапката, бидејќи нема основ за понатамошно постапување. Значи, предлогот е за предметот 12.2822 да се запре постапката, предметот да се архивира. Благодарам, Софија. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Одиме понатаму. Весник Джемаили, повелете. Предмет број 12.3225 од 27.12.2024 година. Од страна на познат подносител доставена е пријава во кој се изнесени наводи за сомневање на незаконитост на спроведена постапка во избор на наставно-научни звања при вработување по јавен конкурс на Техничко-технолошкиот факултет на одреден универзитет. Во пријавата се посочува дека целиот процес по распишениот конкурс за избор во наставно-научни звања на предметниот факултет, при кој се избрани посочените кандидати, била воеден спротивно на Законот за високо образование. Дополнително наведено е дека предметната пријава е доставена на надлежно постапување и до Државниот просветен инспекторат. Во насока на утврдување на фактичката состојба по отворениот предмет, ДКСК се обрати до Државниот просветен инспекторат и побара да достават информација за тоа дали и како е постапено по однос на наводите во предметната пријава со доставена на прилог документација. Во доставениот одговор на Државниот просветен инспекторат наведено е дека до инспекторатот бил поднесена пријава со истите наводи. При утврдување на фактичката состојба од страна на Државниот просветен инспекторат по однос на наводите кои се однесуваат на спроведената постапка за вработување на појавен конкурс на Техничко-технолошкиот факултет на посочениот универзитет за избор во наставно-научни звања на ден 26.12.2024 година извршен е водреден инспекцијски надзор и за истиот изготвен записник, при што не се констатирани неправилности и инспекцијската постапка е запрена согласно член 83 став 3 од Закон за инспекцијски надзор и член 31 став 3 од Закон за просветна инспекција. ДКСК од увидот во прибената документација и доставниот записник утврди дека надлежниот орган, Државниот просветен инспекторат, постапил и ги проверил наводите од пријавата, при што не утврди неправилности во предметна постапка и воедно утврди дека истата е водена во согласно законот со Закон за високото образование. Имајќи во предвид горе наведеното, ДКСК утврди дека нема елементи за натамошно постапување во конкретниот случај, поради што не се потврдуваат наводите во пријавата и поради тоа предлагам предметот да се запира и сиот да се затвори. Благодарам, Весник. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Сега наред е членот Зоран Богоевски, повелете. Благодарам. Предмет број 12.2511 од 2024 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител, односно доставен заклучок од институција на Република Северна Македонија, со кој институцијата информира ДКСК дека има постапувано по преставка, која до неа е била поднесена од страна на Хелсиншки комитет за човекови права, во која били изнесени наводи за долгогодишно непостапување на гранична инспекција во една општина, а поднос на преставки во врска со бесправно изградени граđани објекти. Врз основа на ово известување, ДКСК го оформи овој предмет
Во дописот не информира институцијата дека по премината представка од Хелсиншки комитет било содржано барање за спроведување на водреден инспекцијски надзор врз повеќе инспекторати во Република Северна Македонија, а врз основа на изнесени наводи на лица кои што се обратиле до Хелсиншкиот комитет за долгогодишно непостапување на градична инспекција во една општина во нашата држава, а по однос на поднесени представки во врска со бесправно произведени градежни действија на градежна фирма. Институцијата исто така ја информираше ДКСК дека на својата редовна седница, по разгледување на информацијата за постапување по представката, има освоено предлог заклучок, освен до ДКСК, овој предмет да го испрати до друга надлежна институција за постапување. Со оглед на оваа содржина од предлог заклучокот на Советот, доставивме барање за доставување на податоци и информации до другата надлежна институција до која што било доставен овој предмет, од која што не беше доставен одговор, и со увид во податоците и информациите утврдивме дека во врска со оваа представка на Хелсиншкиот комитет во надлежна институција има оформено предмет, во кој постои индиција дека на територија на една општина е сторено кривично дело, пошто во рамки на предметот се преземаат одредени действија. Заради наведеното, имајќи предвид дека предметот по овој предмет со исти оспорен по исти основи, постапува друг надлежен орган, предлагам постапката по предметот 12-2511 од 25.9.2024 година да се запре, предметот да се архивира и објави на веб страната на комисијата. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Серве Демири, повелете. Предмет со број 081991 од 2024 година, офрен по собствена иницијатива, ДКСК од извршениот увид во својата евиденција констатира дека лицето во законскиот предвиден рок по престанок на функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија поднел изјава за имотна состојба интереси од Државната комисија за спречување на корупцијата. ДКС констатира дека нема елементи за нејзино понатамошно постапување во конкретен случај. Поради наведено, значи предлагам да се запира постапката. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега наред сум јас. Предмет со број 08-1326/1 од 22.2.2020 година, оформен по годишен план за следење на имотна состојба за 2020 година. Државната комисија на ден 13.2.2020 година го има усвоено годишниот план за следење на имотна состојба и интереси, во кој било планирано да се изврши проверка на вистинитост на податоци од анкетни листови на 11 поранешни јавни обвинители во јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Согласно овој план беше оформен овој предмет со број 08-1320 од 22.2.2020 година за проверка на податоците од анкетниот лист на поранешен јавен обвинител во СЈО. Државната комисија ги има обезбедено, односно достави и обезбеди податоци за поранешниот јавен обвинител и за сродство за лицата со кои живее на заедничко домаќинство. Државната комисија со цел утврдување на фактичка состојба во конкретниот случај има и обезбедено податоци од сите надлежни институции за поранешниот јавен обвинител и имотот на членовите на неговото семејство, и тоа од Агенција за катастар на недвижности, Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Централен депозитар за хартија од вредност и Централен регистар на Македонија. Утврдената анализа на обезбедените податоци утврдено е дека лицето има обезбедено дополнителни приходи по основ на додатоци на плата
со што е зголемен лимитот за 20 просечни плати, истиот не ги има пријавено во анкетниот лист, согласно член 85 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, а казнив по член 109 од истиот закон, пошто ДКСК има издадено прекршочен платен налог, лицето нема постапено по издадениот платен налог и на ден 10.7.2020 година Државната комисија до прекршочната комисија има поднесено барање за поведување прекршочна постапка по однос на горе наведениот прекршок. Прекршочната комисија има донесено решение со кое поранишниот јавен обвинител се ослободува од одговорност. Имајќи во предвид оваа состојба, комисијата констатира дека нема елементи за понатамошно постапување во овој случај. Поради тоа, предлагам постапката по овој предмет да се запре, предметот да се затвори и да се архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Билјана Каракашова Шулев, повелете. Благодарам. Предмет број 12, 2604 од 2024 година. Станува збор за пријава поднесена од непознат подносител, во која што се изнесуваат наводи, односно предпоставки за назначување на раководно лице во подружница на акционерско друштво, кое лице според подносителот имал несоодветно и недолично поведение на работното место и според него не е соодветен за раководно лице. Подносителот во пријавата укажува на веројатност за именување на раководно лице во рамки на организацијската структура на подружница на АДСМ, при тоа опишува околности на недолично и несоодветно однесување на ова лице на неговото работно место, а исто така подносителот наведува дека и лицето е сторител на кривични дела и дека против него се води судска постапка, но во пријавата не се дадени дефтелни информации за која постапка се работи и за исход од истата. Имајќи предвид вака доставената пријава, констатиравме дека нема доволно податоци со кои би се конкретизирале пријавените наводи, односно евентуални злоупотреби од страна на службени лица во конкретниот случај, пошто сметам дека немаме елементи за надлежно постапување во предметниот случај и предлагам пријавата да се отфрли. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Света Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет број 12-8703 од 2022 година. Предметот е отворен по собствена иницијатива поради постоење на основани сомневања за сторени повреди на одредбите од Законот за спречување на корупција и судирни интереси од страна на државен орган, поради што и тоа се извинувам за сомневање за сторени повреди на одредбите од законот при склучување на договори за дела, авторски договори, договори за вработување за период од 12 до 22 година, односно за период од 10 години. ДКСК се обрати до институцијата со барање да ги достави потребните податоци и информации за предметот на постапување. Доставена е дел од документацијата. Наведено е дека станува збор за обемна документација, од која е пронајдена само дел во архивата на институцијата и дека истата дополнително ќе биде доставена до ДКСК. Поведувајќи се од самата представка, имено ДКСК се обрати до надлежните органи, односно до јавното обвинителство, со цел да прибавиме информации дали за предметот на постапување има оформено предмет и дали по истиот обвинителството постапува. Добивме одговор
во кој е содржано дека од страна на Управата за финансиска полиција, како и од страна на основното јавно обвинителство, кај нив поднесени се кривични пријави за работењето на директорот на институцијата во периодот кога истиот раководел со истата, поведени се постапки пред наведените надлежни органи, поради што констатиравме дека ДКСК нема елементи за понатамошно постапување, од причина што веќе по истите наводи постапуваат наведените институции. Предлагам предметот да се запре, а одлуката да се објави на веб страна на ДКСК. Благодарам, Цвета. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Софија Спасова, Медарска, повелете. Благодарам. Предмет број 12.933 од 2024 година. Пријавата е доставена од познат подносител против поранешен директор на ЈЗУ Општа болница Охрид, во која се изнесени наводи за сомневање за незаконски спроведена постапка за распоредување и донесено решение за плата на вработен административен службеник во здравствената установа спротивно на Законот за административни службеници. По разгледување на пријавата, констатирав дека Државната комисија веќе се има произнесено за истите наводи во предмет оформен исто така по пријава поднесена до нас и има донесено за оваа одлука од своја надлежност на 6-та седница одржана на 12.6.2024 година под број 12.362. Поради тоа предлагам пријавата да се отврли. Благодарам, Софија. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Бесник Джемеили, повелете. Благодарам. Предмет број 08.5272 од 10.11.2023 година. Предметот е оформен по годишен план за следење на имотна состојба за 2023 година. Државната комисија за спречување на корупција на ден 9.1.2023 година го усвои годишниот план за следење на имотна состојба и интереси, во кој беше планирано да се изврши проверка на вистинитоста на податоците од анкетните листови. Согласно овој план беше оформен предметот со наведениот број за проверка на вистинитоста на податоците од анкетниот лист на службеното лице, пратеник во Собрание на Република Северна Македонија и членовите на неговото семејство. ДКСК од посоченото лице побара да достави податоци МБГ и сродство на лицата со кои живее во домаќинство и од истиот беа доставени бараните податоци. ДКСК во конкретниот случај, со цел да ја утврди фактичката состојба, прибави податоци за имотот на посоченото лице и за членовите на неговото семејство од Агенција за катастар на недвижности, Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Централен депозитар за харти од вредност, Централен регистар на Република Северна Македонија и од финансиските институции во државата. И од направената анализа на податоците добиени од горе наведените институции и податоците кои лицето го има наведено во анкетниот лист, утврдено е дека нема разлика и незаконско зголемување на имотот на посоченото лице пратеник на Собрание на Република Северна Македонија. И врз основа на горе наведеното, ДКСК констатира дека нема елементи за нејзино натамошно постапување во конкретниот случај, пошто предлагам истиот предмет да се запира и истиот да се затвори и архивира. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека едногласно одлуката е донесена. Зоран Богоевски, вие сте наред, повелете. Благодарам. Предмет број 12.2879 од 2024 година. Оформен врз основа на пријава од познат подносител, а во врска со сомневање дека службено лице вработено во еден фонд
изградил куќа за која подносител на пријавата се сомнува дека е изградена со нелегално стекнати средства. По разгледување на наводите, констатиравме дека во пријавата нема доволно податоци со кои би се конкретизирале пријавените наводи, а воедно пријавените наводи не содржат елементи на дефиницијата за корупција утврдена во Закон за спречување на корупцијата и судред на интереси, пошто оценивме дека ДКСК нема елементи за понатамошно постапување. Заради наведеното, предлагам пријавата заведена по број 12-2879 да се отвори. Благодарам. Предлог одлуката е ставан на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Терве Демири, повелете. Благодарам. Предмет број 09-3226 од 2024 година, од страна на познат поднесител, поднесена е пријава по што е формен предметот против членови на рецензија комисија, кои спротивно на одредби од Законот за високо образование го избрале лицето за наставник во сите звања за наставна научна област урбанистичко просторно планирање. Исто така, во пријавата има наводи за тоа дека лицето која е вработена во универзитет, значи е ќерка на професор. ДКСК за целосно да ја утврди фактичката состојба по конкретниот предмет, достави барање за вршење на инспекцијски надзор до Државниот посебен инспекторат со цел да се изврши воден инспекцијски надзор во универзитетот врз постапка за избор на наставник во сите звања. Исто така побарање да се потврди дали лицето има стегнато соодветно образование за областа која е избрана за наставник согласно член 166 од Законот за високото образование, како и тоа дали лицето е блиско лице ќерка на професор. Видно од доставениот записник за извршен вонреден инспекцијски надзор, ДКС констатира дека при постапката за избор на лицето во сите звања за наставно-научната област нема учествувало на лицето кој според пријавителот е нејзин татко. А во врска со наводите во пријавата кои се унесуваат на постоење на неправилности во постапката за избор на горе-наведено лице, ДКСК ќе донесе одлука во секторот за спречување на корупција и суди на интереси, кој предмет во тек е постапувањето, така предмет во тек е постапувањето. Поради наведеното, предлагам на комисијата да донесе предлог одлука да се запира постапката. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега ќе ја замолам членот Софија Спасова Медарска да се исклучи од одлучување по предмет во кој што по свое лично барање беше земена. Предмет со број 08-2529/1 од 25.9.2024 година, оформен по пријава од познат подносител со наводи за повреда на законска обврска за вистинито пријавување на имотна состојба недвижен имот во согласно со член 82 од Законот за спречување на корупција и суди на интереси против поранешен министер, сегашен пратеник во собранието. При постапување на овој предмет, Државната комисија констатира дека веќе е постапувано по предмет за проверка на вистинитост на податоци од анкетен лист на тогашен министер, со број на предмет 08-4767/1 од 4.9.2024 година, кој бил предмет оформен согласно годишен план за следење на имотна состојба и интереси за 2019 година. За проверката се однесувала за периодот од 25.12.2017 до 16.1.2022 година. По разгледување на целокупната документација, тогашната комисија има донесена одлука со број 08-2877/19 од 3.3.2023 година, со која што постапувањето по овој предмет е запрено од причина што не се утврдени елементи за нејзино натамошно надлежно постапување.
Државната комисија со цел утврдување на вистинотеста на податоците од изјавата за имотна состојба, која што е поднесена од пратеникот по изборна функција, пратеник во собранието, обезбеди целокупната документација за имотот, како за него, така и за членовите на неговото семејство. Податоците беа обезбедени од страна на Агенцијата за катастар на недвижности, МВР, Управа за јавни приходи, Централен депозитар за хартија од вредност, Централен регистар и од финансиските институции на територијата на Македонија. Проверката се изврши заклучно со месец ноември 2024 година. По разгледување на сите прибавени податоци од наведените институции, податоците од изјавата за имотна состојба, констатиравме дека целокупниот недвижен имот, собственост на пратеникот, е пријавен во изјавата за имотна состојба и интереси до ДКСК. Поради ова, констатиравме дека не се потврдуваат наводите од пријавата и нема елементи за натамошно надлежно постапување, поради што предлагам постапката да се запре, предметот да се затвори и да се архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека одлуката е донесена со 6 гласа. Членот Софија може да се вклучи сега и наред е членот Билјана Каракашова-Шулев. Предмет Повелете, број Билјана. 081969 од 2024 година, кој е оформен по сопствена иницијатива на ДКСК. Од увидот во службената евиденција утврдено е дека службено лице по избор на функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија, поради што на лицето му издаден прекршочен платен налог за сторен прекршок по член 82 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, казнив по член 109 од истиот закон, со оглед на тоа што не е постапено од страна на лицето по издадениот прекршочен платен налог, поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка до прекршочната комисија, која што има донесено решение со кое што сторителот на прекршокот го прогласува за одговорен и постапката продолжува да се води пред прекршочната комисија. Имајќи го предвид наведеното, предлагам постапувањето по овој предмет да се запре. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Цвета Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет број 12-514 од 2025 година. Пријавата е поднесена од познат подносител, во кој се наведува незадоволство и незаконитост во врска со исплата на пензија како стекнато право на осигуреникот за 24 година. По разгледување на наводите, констатиравме дека правата кои произлегуваат од Законот за пензиско и инвалидско осигурување се надлежност на постапување во рамки на фондот, поради што предметот ќе го проследиме на надлежно постапување до фондот, поради што предлагам ваквите наводи да се отфрлат, предметот да се архивира и одлуката да се објави на веб страната на ДКСК. Благодарам, Цвета. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Софија Спаркова Медарска, повелете. Звукот. Да, и камерата најверојатно некој проблема. Добро е сега? Да, во ред. Добро. Предмет број 08-1987 од 24 година. Предметот е оформен по сопствена иницијатива
Имено по увид во нашата евиденција е констатирано дека лице кое што било на функција пратеник во законски предвиден рок по престанок на функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија не поднело изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија, со што постапило спротивно на членот 82 став 3 од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси и сторило прекршок казнив по член 109 од истиот закон. За сторениот прекршок Државната комисија издаде прекршочен платен налог, го достави до ова лице, но лицето во законскиот рок не постапи според издадениот прекршочен платен налог. Поради тоа Државната комисија поднесе барање за поведување прекршочна постапка до прекршочната комисија при ДКСК на 8.1.2025 година, а на 13.3.2025 година прекршочната комисија при Државната комисија за спречување на корупција донесе решение 14-80/2025 со кое ова лице го огласи за одговорно за сторениот прекршок и му изрече прекршочна санкција. Со тоа, ДКСК нема елементи за понатамошно постапување, поради што предлагам постапката да се запре. Благодарам, Софија. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката едногласно е донесена. Весник Джемеили, повелете. Предмет број 12/1863 од 26.2024 година од страна на Државен управен инспекторат на Република Северна Македонија доставено е известување во кое е изразено сомневање за неправилности во однос на постапка за вработување на административниот службеник распореден на работно место помошник граден инспектор во Оделението за комунална инспекција, инспекција за животна средина и градежна инспекција, сектор за инспекцијски надзор во одредена општина. Во прилог кон пријавата доставен е записник во врска за извршен вонреден инспекцијски надзор кај правниот субјект, во кој записник се содржани констатации за утврдени неправилности. На ден 12.7.2024 година до ДКСК доставени се дополнителни податоци заведена со архивскиот број, со истиот број. Е наведено дека во однос на утврдена фактичка состојба во записникот од 14.6.2024 година го известиле и одреден надлежен орган основно јавно обвинителство на запознавање и надлежно постапување. Заради проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба во пријавениот случај, ДКСК достави барање за прибирување информации до посочениот орган јавното обвинителство и до Министерството за информатичко општество и администрација. Со цел утврдување на фактичка состојба во конкретниот случај беше разгледана законската регулатива и направен увид во прибираната документација, при што беше утврдено дека се води постапка пред надлежен орган, односно основно јавно обвинителство, каде е оформен предмет, а постапувањето по истиот предмет е во тек. И поради тоа одгоре наведеното, ДКСК утврди дека нема елементи за натамошно постапување за предметниот случај, бидејќи постапката по овој предмет се води пред надлежен орган, односно основно јавно обвинителство, каде е оформен предмет, а постапувањето по истиот е во тек, и поради тоа предлагам истиот предметот да се запира и да се затвори архивија. Благодарам, Весник. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена. Сега наред е членот Зоран Богоевски. Ова е последен круг на реферирање од страна на членовите на комисијата. Повелете, Зоран. Благодарам. Предмет број 12-9489 од 2022 година, оформен врз основа на пријава од непознат подносител со наводи за неправилности при назначување на ВД директор на Средно општинско училиште и наводи за незаконитости сторени на страна на назначениот ВД директор. Подносителот наведува дека службеното лице е назначено за ВД директор и покрај тоа што не ги исполнува законски пропишаните услови, а понатаму во пријавата се изнесени наводи за финансиски и други злоупотреби сторени на страна на ВД директорот. По разгледување на предметните наводи, констатиравме дека околностите кои се опишени во пријавата биле предмет на нејзино постапување во рамки на предмети оформени во секторот за спречување корупција во минати години,
односно по истите е постапувано во рамки на 3 предмети, два предмети во 2023 година и еден предмет во 2022 година, пошто се донесени соодветни одлуки, односно не се потврдени наводите. Имајќи го предвид наведеното, оценивме дека ДКСК нема елементи за надлежно постапување, заради тоа што во пријавата се задржани наводи по кои веќе комисијата има постапувано, со истата фактографија на наводи со предмети на наводи и се има произнесено по однос на истите, односно има донесени одлуки во своја надлежност. Заради наведеното предлагам пријавата 12-9489 да се отфрли, предметот да се архивира и објави одлуката да се објави на веб страната на комисијата. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сервен Демири, повелете. Благодарам. Предмет со број 09401 од 2025 година. Пријавата е доставена од познат поднесител, оформен предмет во сектора за спречување на корупција, а по одржан колегиум со службена белешка предметот е префрлен во Оделение за спречување на суди на интереси и лобирање и постапката продолжува во овој сектор. До Државната комисија за спречување на корупција е доставена пријава од познат поднесител во кој се содржани наводи за непотизам во едно средно основно општинско училиште во една општина, според изнесеното во пријавата во моментот на назначување на службеното лице за вршител на дложност директор на средното општинско училиште од страна на градоначалникот на општината. Незината сестра во истото училиште работи како секретар и архивар, а незиниот сопруг како наставник. За целосно утврдување на фактична состојба по предметот, ДКСК се обрати со допис до средното општинско училиште да се достави податоци информации за лицата, дали се уште ја врши ВД позицијата директор. Исто така, ДКСК при поверка во дистрибутивниот систем при Централниот регистар на РСМ од историјатот на промени за средно општинско училиште, како огласено лице утврди дека се работи за друго лице со ограничено властување по занимање професор по физичко образование именувано од страна на началникот на општината. Од прибераната документација се утврдува следново. Дека лицето е вработена во училиштето во 1997 година, распоредена на работна позиција наставник по македонски јазик и литература на неопределено време и во училиштето работи 27 години. Лицето која е сестра на претходна директорка е вработена во училиштето во 2010 година, а распоредена на работна позиција секретар во училиштето на неопределено време во училиштето работи околу 15 години. И лицето кој е сопруг на лицето, значи, е вработен во 2002 година. Согласно наведеното, проследува на утврдена фактична состојба, ДКСК оцени дека во конкретен случај кај пријавеното лице не е утврдено постоење на состојба на судени на интереси и постапување спротивно на законските одредби по член 73 од Законот за спречување на корупција и судени на интереси, односно наводите од пријавата не се потврдуваат, бидејќи лицето поранешен директор со блиски лица, значи сопруг и сестра, кога таа била, значи, во функција, значи тие бил, значи, вработени, значи, пред она да стапи во функција. Поради наведеното, бидејќи не се потврдуваат наводите и не е утврдена повреда на одредби од Законот за спречување на корупција и судени на интереси, пошто ДКСК освен дека нема надлежно постапување, предлагам да се донесе одлука да се запира постапката. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Сега сум јас на ред.
Од страна на непознат подносител на ден 4 октомври 2024 година доставена е пријава против поранешен директор на јавно предпријатие и оформен е предмет со број 12-2665/1 од 4.10.2024 година. Во пријавата се изнесени наводи за незаконитости во постапувањето на поранишниот директор на јавното предпријатие во врска со спроведена постапка за унапредување на административни службеници. Државната комисија, односно доставивме барање за податоци до Државниот управен инспекторат. По нашето барање е обезбедено известување за превземени инспекцијски дејствија на Државниот управен инспекторат со прилог записник за извршен вонреден инспекцијски надзор, во кој е утврдено дека унапредувањето на административните службеници е спроведено спротивно на законските одредби. И истото Државниот управен инспекторат го има доставено на надлежност до основното јавно обвинителство. Дополнително, во насока на утврдување на фактичката состојба по овој предмет се обративме и побаравме од јавното обвинителство да ни достави информација за тоа дали и како е постапено по наводите од предметната пријава. Од јавното обвинителство добивме одговор на ден 10.2.2025 година, во кој е наведено дека основното јавно обвинителство по доставеното известување од Државниот управен инспекторат со наводи за сомневање на злоупотреба на службена должност на поранишниот директор веќе е оформен предмет по кој јавното обвинителство постапува. Имајќи го во предвид се ова наведено, утврдивме дека нема елементи за понатамошно постапување, од причина што за предметниот случај веќе постапува друг надлежен орган, во случајов основно јавно обвинителство. Поради ова предлагам постапката да се запре, предметот да се затвори и архивира. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема, констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Благодарам. Сега на ред е членот Билјана Каракашова-Шулев. Повелете. Благодарам. Предмет број 12-2560 од 2024 година. Доставена е пријава од непознат подносител во која се наведува дека јавна здравствена установа не го испочитувала заклучокот донесен на првата седница на владата на Република Северна Македонија, одржана на 28.6.2024 година, со кој заклучок владата ги задолжила работодавачите од јавниот сектор и трговските друштва во државна сопственост да ги запрати да не спроведуваат постапки за вработување на неопределено време и унапредување, а врз основа на издадени позитивни известувања за обезбедени финансиски средства од Министерството за финансии во период до 14.2.2024 година, а кои се започнати на и после 24.6.2024 година. Подносителот наведува дека директорот на наведената здравствена установа во месец август 2024 година, со добиена согласност од 13.2.2024 година, распишал јавен оглас за вработување на неопределено време за возач и хигиеничар, и со тоа, според подносителот, постапил спротивно на заклучокот од владата. Видно од доставената пријава е дека Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија не извршила пријавување на работниот однос. Имајќи го предвид наведеното, сметам дека нема елементи за натамошно постапување, поради тоа што во конкретниот случај е постапен од друга институција, односно и не се реализирани вработувањата кои што се посочуваат во пријавата. Предлагам пријавата да се отфрли. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Констатирам дека одлуката е донесена едногласно. Цвета Ристовска, повелете. Благодарам. Предмет број 12-918 од 2025 година. Представката е поднесена од непознат подносител. Истата содржи наводи кои упатуваат на организацијски недоследности во работењето на казнено-поправен дом од отворен тип во државата. ДКСК ја разгледа пријавата, ги разгледа наводите кои се однесуваат на коруптивни активности или дејствија вршени од страна на службени лица.
при што констатиравме дека надлежноста во однос на работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи е надлежност на управата за извршување на санкциите, поради што предметот предлагам да се препрати на надлежно постапување на управата, представката да се отфрли, предметот да се архивира и објави на веб страната на ДКС. Благодарам, Цвета. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Софија Спасова Ледарска, повелете. Благодарам. Предмет број 08 4880 од 2021 година. Предметот бил оформен по собствена иницијатива. Откако Државната комисија по извршен увид во својата евиденција констатирала дека службено лице во законски предвиден рок по именување на функција член на управен одбор на јавна универзитетска клиника не поднело изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија, поради тоа на одржаниот колегиум на 4.10.21 година Државната комисија донела заклучок да иницира прекршочна постапка против именуваното лице за сторен прекршок по член 82 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, казни по член 109. Во конкретниот случај, именувањето на ова лице било на ден 30.7.2021 година и истото имало врска најдоцна во рок од 30 дена од денот на именувањето, односно до 30.8.2021 година да поднесе изјава за имотна состојба и интереси до ДКСК. Меѓутоа, имајќи предвид дека се изминати повеќе од 2 години од денот на сторувањето на прекршокот, а не било преземено дополнително действие за гонење на сторителот, настапила застареност на прекршочното гонење, поради што прекршочна постапка повеќе не може да се поведе ниту да се води во смисла на членот 41 од Законот за прекршоците. Поради тоа предлагам постапката поради настапена застареност да се запре, а предметот да се архивира. Благодарам, Софија. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Бесник Джемеили, повелете. Благодарам, председателке. Предмет број 12, цртичка 414 од 27.1.2025 година. Од страна на познат подносител поднесена е пријава против службено лице, поранешен ВД директор на Казнено-поправен дом. Подносителот наведува дека службеното лице ја започнала процедурата за негово вработување во Казнено-поправен дом на работното место советник при Казнено-поправниот дом во време додека ја извршувал функцијата ВД директор на установата. По разгледување на пријавата и предметната документација доставена во прилог на истата, ДКСК констатира дека нема елементи за нејзино надлежно постапување поради тоа што пријавеното лице не учествувало во постапката за спорното вработување, имено видно од одлуката за избор на еден извршител на работно место советник во Казнено-поправен дом од 9.2.2024 година, со која службеното лице бил вработен на работно место советник во одделението за третман, била подпишана од друго службено лице, односно друг ВД директор на истата установа, и врз основа на наведеното, ДКСК одлучи дека согласно Закон за спречување корупција и судир на интереси нема елементи на надлежно постапување за предметниот случај и поради тоа предлагам предметот да се отфрла и сиот да се затвори архивија. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Констатирам дека одлуката е донесена со 7 гласа. Со ова е исцрпена 4-та точка од дневниот ред. Преминуваме на 5-та точка, прашање и предлози. Колеги, дали има некој нешто да додаде по однос на оваа точка? Доколку нема, ги повикувам и представниците на медиумите, доколку имаат новинарски прашања поврзани со нашата работа, да постават. Доколку нема, констатирам дека дневниот ред е исцрпен
и со ова ја затварам 16-тата седница на Државната комисија за спречување на корупција. Председателка, има едно прашање, мислам. Извинете, не видов. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, ако се слушаме од Алса телевизија Зекирија, само сакав да прашам за 90 кривични пријави кои што беа инициирани против 90 поранични членови на институциите, поранични министри, пратеници за непријавување на имотната состојба. Па дали што се случи со тие, мислам дали после тоа ги пријави имотите состојби? Ви благодарам на прашањето. Точно објавивме список за прв пат од постоење на комисијата. Во теке анализа на тоа дали лицата кои што беа поведени прекршочни постапки имаат доставено анкетни листови. Законот не го уредува тоа, како иницијатива која произлезе од колегиумот на овој состав на комисијата, бидејќи има отсуство на регулирање на таква законска обврска, да не дозволиме со плаќање на прекршочни налози или глоби да се амнестираат сите избрани именувани лица од обврската за пријавување на имотната состојба, во случај доколку утврдиме дека дел од тие лица немаат доставено анкетен лист и покрај плаќање на глобата ќе доставиме известување до надлежни органи кои што ќе спроведат понатамошни действија. Па да, имајќи предвид дека глобите се толку големи, да речеме дека секој може да си дозволи такво нешто за 300 евра, 250 евра. Секој пратеник може да си дозволи да не пријавува имотна состојба, нели? Се согласувам и сите овие забелешки кои што и вие ги посочивте сега и ние ги имаме утврдено во текот на еден годишен мандат се и предлог на новиот, односно предлог измени и дополнувања во Законот за спречување на корупција и судирни интереси, кои што очекуваме дека во скоро време ќе бидат и донесени од страна на законодавниот дом. Доколку ви е потребно, можеме дополнително да ви испратиме податоци во однос на прашањето кое што го поставивте, кои од тие лица имаат или немаат доставено анкетен лист по изрекување на глобата. Да, јас ке ве замолам само, јас вчера пратив уште едно прашање преку мејл, ако може да го проверите, мислам во текот на денот. Не сакам да отворам дебата овде, станува збор за судири на интереси и не мислам за судири на интереси за член на надзорен одбор во МНАФ, јавното предпријатие. Ако може само за тоа во текот на денот да добијам одговор. Фала ви. Секако дека ќе добиете одговор, ви благодарам и на вас. Благодарам и пријатно. Пријатно. Добро, друг нема кој да постави прашања. Еве уште еднаш и благодарност до представниците на медиумите за покажаниот интерес за работата на Државната комисија за спречување на корупција. Благодарам колеги уште еднаш за учеството и за придонесот на седницата. Пријатно. Пријатно.